Напоредно со градежните работи за поставувањето на водоводот во Балканското светилиште, манастирскиот комплекс Успение на Пресвета Богородица Трескавец, кои забрзано се одвиваат веќе втор месец, интензивно се работи и на изработката на проектот за реставрација и конзервација на манастирската црква. Овој средновековен црковен храм, иако е заштитено културно-историско национално наследство и споменик на културата, со години е оставен на немилосрдниот зап на времето. Неговите оштетувања особено станаа загрижувачки после големиот пожар во 2013 година. Меѓутоа, како што уверуваат од Прилепскиот завод и музеј, до крајот на годинава треба да завршат проектните подготовки за веќе в година во Министерството за култура да се конкурира и со конечен проект. Ние годинава имаме за цел, нормално тоа е тешка цел, меѓутоа како за цел ние да го направиме проекто за санација, реконструкција и реставрација на црквата во Успение на Пресвета Богородица Трескавец. Само да го подготвиме проектот е макотрпна работа и таа работа најверојатно ќе видиме, можно е да се подолжи, зависи од активностите што ги преземаме и стучните лица. Инаку, како што објаснува Цветковски, годинава со 2 напоредни проекти континуирано се работи на конзервацијата на црквата. Со првиот проект, кој треба да заврши до крајот на октомври, се прават хидрогеолошки истражувања за санирање на огромната влага, која е и најголемиот проблем, бидејќи ги разјадуваат зидовите и на црквата, а и на нејзиниот исклучително вреден фрескоживопис. А додека вториот проект опфаќа конзервација и реставрација на црквата и бидејќи тој е покомплексен во однос на првиот, на него работел стручен тим од ИЗИС, од градежниот факултет и професор-консултант од Грција. За овие 2 проекти годинава Министерството за култура издвоило 8,2 милиони денари, што всушност била и целата сума која Прилепскиот завод и музеј ја побарал за оваа намена.